Здраво на сите! Добро дојавте во уште едно издание на Неславните. Денеска со нас имаме човек кој реално воопшто го нема по медиумите, заслужува повеќе медиумски простор. Човек што постојано е под радарот, а има придонесено многу за македонскиот спорт. Но не било кој спорт, спорт кој што го нема многу во етерот, во јавноста и многу луѓе не ни знаат дека тоа навистина е спорт. Со мене е Кристијан Панковски. Кристијан, добре дојде во Неславните. Добре, најдов. Да, прв пат си пред камери, до сега имаш даван интервју. Па имам неколку пати даван интервју, да, не ми е прв пат. Не ти е прв пат, добро, така што мислам ќе биде полесно. Сега Кристијан има еден нетипичен спорт со кој што му е како хоби, па веќе можам да кажам и професија на некој начин, со што се бавиш? Буткање на рака. Буткање на рака. Да. Како дојде таа идеја некој се бутка на рака? Како започна твојата приказна во овој спорт? Па, другари имав што повеќе време се бават со овој спорт. И сосема случајно, пошто поттекнувам нели од Куманово, во нашиот град имаше турнир дента и седнав со нив и они као идеме на турнир. Зашто турнир? За буткање на рака. Ајде викам, пријавете ми мене, што можам да изгубам, нели? Да видам што се дешава. Да бе, како оди тој спорт, така? Отидов и на шала им реков, викам, сега ќе одам, сите ќе ве бутнам таму. Значи немаше ниту техника, ништо ниту буквално. нешто што знаеш што и како се прави, отиде прв пат. Отидов, имаше и од други земји, значи од Косово, од Србија, мислам, имаше натпреварувачи македонци, нели? Сите на место. Да. Отидов, значи сосема случајно второ место земав. Да, од колку учесници на турнирот? Па имаше по категории, се вкупно имаше преку 150, да речеме, учесници. Значи така, уствари, тоа ти е прв пат и тогаш викаш чим веќе се направил добар резултат. Со тоа се бавиш професионално како спорт. Да. И од тогаш навака, као пратам секој тренинг, секој спаринг со другари за викенд, значи се собираме, турнири кај има, идеме, нели? Се организираме и има во Србија, има во Бугарија, има вамо, има. Ај се вака дека на поголем дел од македонската јавност, вклучувајќи ми мене во неа, не ни е јасно сега како оди спортот буткањето во рака. Може ли ни кажеш повеќе за тој спорт, на пример, дали тоа е спорт за кој што е потребно само сила? Дали за буткањето во рака има некои подготовки, како се одвиваат истите? Да ни објасниш повеќе вака практично што уствари е вашиот спорт. Да, имаш. Сега, ако немаш излез, мораш да користиш сила, нели, нормално. Освен сила треба и... Да, си има техники, си има и техники на буткање, например. Зависи сега, имаш неколку техники, например. Многу е битно, многу е битно местењето. Колку време трае една борба од прилика? Зависи. Кратки, се зависи. Може да трае и секунда, може да трае и минута, например. Колку може да издржиш или да издржи противникот. Сега во таа минута, пример, ако е битка или општо. Да, најважно кој е првата милисекунда, така мислам. Да, значи кој го зема почетокот. Кој го зема почетокот, имаш судиско местење, судијата те мести и ти кажува старт. Значи битен е стартот само ако завземеш позиција на старт, ти си веќе во предност. Сега има шанси противникот да те врати, меѓутоа се до стил, до сила, до искуство. Така, сега на пример, мене тоа ми е интересно, ти се бориш со десна или со лева рака, со двете, како ги тоа? Па, јас сум левак, меѓутоа десната ми е као појака. Така, повеќе стабилност имаш нели со лева, имаш контрола на зглоб, контрола на противникот. Сега кажам, ти дали се бориш со двете раци или само со едната? Да, со двете. Да. Добро е сега, ако некој противник појак се осекаш на лева рака, можеш да му побараш така или? Не, значи се пријавуваш лева, си имаш категорија. Значи вака, за да се пријавиш во тоа, бираш која рака? Да, можеш да се пријавиш само десна, можеш и лева. Можеш и двете, да. Понатаму дали имате категории? Имаш, почнуваат 60, 70, 80 до 115. Значи ти во која категорија спаѓаш, претпоставувам јас 75 минус. Добро. Што вака друго треба за да се заграеш некој за некој надпревар? Например, еве, дали за вашиот спорт има тренинзи, а воедно можеш да кажеш дека еве во Куманово започнувате отвората сала. Ајде како се одвива еден тренинг за буткањето на рака? Види, има специфични справи, например, рачки да ги направи, како да ги кажам, што ги нема во секоја теретана. Значи, ние со другари одлучивме да отвориме клуб, простор, теретана, каде што ги имаме земено, ги имаме купено сите справи и рачки што ни се потребни.
Сега малце се Значи поспецифични. тоа е специализирана сала, ги нема тие места на друго негде да. Да, сосема така, пошто нели поспецифичен спорт е, не е бодибилдинг, па ќе отидеш во било која теретана, ќе ми текне таму, ќе си уплатам чланарина и Значи ќе се билдам. така. Да. Добро, и сега вие отворате специализирана сала за тоа во Куманово, така? Да, Тоа ви е ново? Да. Па први сме во Македонија, пошто до сега нема никој отворено клуб. Значи за оние што ја следат емисијата од Куманово и околината, Да. може да знаат дека таму може да се бават со еден ваков Да, нетипичен спорт и имаат од кој да научат многу. Има, Сега, има например, и- мене ме интересира, Кристијан, дали ти во оваа работа имаше тренер или ментор? За првиот пат рече дека си немал никој, си отишол така спонтано За прв пат, да, нула, преку другар, сега да А- го поздравам воедно Иван Серафимовски. Значи без него он како со најголемо искуство, он ме бодри цело време, као да речам ме тера, ајде да вежбаме, ајде, нели се ангажира човекот. Така, значи тоа ти е тебе прв надпревар и тоаш немаше техника, ама прашањето ми е дали на пример сега за следниве надпревари што ги имаше некој тренер, ментор или дечко што го спомна Да, Иван? дечко што го спомнав, тој каже цело уште време како. да ме спремаме, вежбаме заедно со деца други што имаат. И ќе отидеме нели нормално на турнирот и ми кажува пошто повеќе време ги прати, ги гледа буткачите, противниците и ми ја знае техниката. Така, И он да. као иде им со пример со друга техника, контратехника од Да, противникот мој, нели. да, знам, има нели прес, Прес, сајд, нели, топро, Топро, хук, така, ги има повеќе. Да. мислам, нешто се спремив, не дека знам нешто толку многу, ама понекогаш не знам дека овој спорт не е можеби популарен во Македонија, ама во други држави како е гледан. Види, и во Македонија е популарен, само немаме, едноставно немаш помош, нема кој да те гурне да Додека рече. сме на тема помош, тоа прашање го планирав за понатака, ама Аха, еве да. да го искористам сега, дали имате некаква помош од државата? Буквално никако. Добро, еве во оваа емисија, значи може да апелираме дека Да. спортските федерации и сите што се надлежни може да Значи, подадат рака, така е. ќе најдат од ваша страна на разбирање и би било добро да се развие овој спорт кај најмладите. Таа спортска Да. навика да ја имаат. Добро е сега, мене ме интересира дали за овој спорт сега има некој си вид на суплементи што ги зимате, некоја си искрен ли овде е повеќе други работи се упрашање како на пример Видиш, сила за момент. суплемент, као суплемент можеш, нели, градиш мускул. Сега, на пример, со буткањево градиш некои специфични мускули што не можеш у теретаната во секојдневното вежбање, као да речеме бодибилдинг, да го развиеш тој мускул. Значи имаш некои посебни техники, ти на пример тоа ние што го викаме суплинација не вежбаш, пронација исто, тоа движење не го вежбаш ти во теретана. Така, Тие се некои по тоа мускули. спортот се разликува од другите. Да, а иначе суплементи као суплементи можеш, нели, да си земаш за издржливост, за сила, креатин, нешто протеин, такви работи. Добро. Сега за тебе реше дека ова си го започнал пред 4 години, ако Да, не се пред лажам. 4 години. И веќе 4 години градиш некоја кариера на целиот Балкан, во Балканот што има Па првенство. да, се трудиме сега, нели. Само значи знам дека ете поминувате, идете во други држави, имате цел процес, оставени сте сами на себе. Сами на себе буквално. Така, да. значи еве уште нешто Нема да никаква апелираме. помош, треба да мислиш за пат, за јадење, за престој било каде ако е подалеку, нели збориме. Така. Сега мене прашањето ми е сосема друго, во овие 4 години, дали можеш да ни издвоиш кој ти е најголем успех и кој ти бил најтежок противник, каде било тоа и ете некој си жена најдобри најголеми твои успеси во овие 4 години. Па имам идено во доста држави, на пример, еве, не знам да речеме, Србија ми беше како прво некоја Одскочна поозбилна, нели, поозбилен турнир за да сретнам поозбилни надпреварувачи, да. Исто дечките од Косово и они имаат добри буткачи. Бугарија. Кој ти бил најтежок противник? Можеш да издвоиш вака нешто? Иван Серафимовски. Џабе вака на страна. Иван Серафимовски. Најтешкиот противник е исто од Куманово. Да. Добро, ова е значи индивидуален спорт на некој начин, ама значи можеш и како тим, значи има. Дали може да се настапува како тим, како федерација, има такви работи? Да. Значи, добро, како ти тоа? Идеш тимски нормално, идеш так, како да кажам, со тактика и имаме 5 надпреварувачи, ќе се поделиме. Сега ние тоа така го гледаме, нели, ќе идеме у 5 категории за да земеме 5 медали. Нели? Така.
идеш као тим нормално. Добро, еве сега гледам, значи од тебе јас прв пат сега сваќам дека тој спорт стварно си има и тактика. Да. И не е само некој што мисли, тоа нели како со ние кафански млади. Кафански, Ајде, јас тебе. Значи што би им кажал на некој што мисли дека буткањето на рака е само некое кафанско надмудрување? Значи пред се да кажам кафан, значи многу сериозни повреди може да сносиш ако се буткаш така озбилен спорт. Значи можеш да направиш повреда што не можеш више, што се вика, цел живот да ја решиш. Така. Значи ако некој се одлучи само нели професионално на маса, наместено, спремно со судија, со некој поискусен за да нема повреди. Да нема повреди. Добро, сега вака до сега кој ти е најголем успех, тоа не го кажа? Па, кој да кажам, повеќето ми се сите скоро први места, имам второ место Косово, прво место Србија. Нема најголем успех, сите се најголем успех. Да, секој исто ми е, да. Да, а има балканско првенство, такви работи, имате нешто унифицирано за сите? Па има, да, меѓутоа еве да збориме отворено, трошок е, например. Додека другите држави ги праќаат. Ама тоа е целта на емисијата, значи слободно да можеш сега да си кажеш. Значи додека другите целта ни е да кренеме, знаеш, луѓето да сватат дека тоа Србија си има федерација, од таа федерација им се доделува нели патни трошкови, си доаѓаат, си имаш трошкови за да престојуваш. Ние треба да мислиме сега да збориме реално со наша плата, ти да одвоиш треба пари за да отидеш негде посериозно нели да се натпреваруваш, а плюс имаш да доделиш пари за исхрана, нели за вежбање. Да. Има поголема инвестиција што треба да се покрие. Значи гледаме низ каков трнлив пат поминувате, низ каква голгота поминувате за да стигнете до тие успеси што ги имате, пошто се оставени сами на себе. Сега, која ти е најголема мотивација што те одржува се уште да го правиш ова неуморно? И во ова прашање, кои ти се најголеми цели за годинава 2026 што доаѓа? Па, би рекол да можеме да бидеме сложни, како што имаме повеќе буткачи од разни градови во Македонија, да отвориме клубови, да може да основаме федерација, да имаме поддршка за да идеме на нешто посериозно. Плюс тебе целта ти е да се вроди овој спорт кај најмладите, да биде има и плюс значи мерак ми е например во групава на кај нас на буткачи, некој дете ќе пише ќе има ли вечер тренинг, значи тоа ми е мерак например што има нели заангажираност што младите сакаат да вежбаат например. На некој начин благородна професија што младите ги учиш да се стекнат со спортската навика. Со дисциплина, со се, значи. Така, значи, мислам, значи вие сте оставени буквално сами на себе. Тоа што сегам, значи немате ниту федерација, ниту спонзори, па и немате ни медиумска поддршка, што и тоа е на некој начин важно, а од медиумската поддршка доаѓаат и спонзорите и се поред. Да. И затоа еве една од целите што зборевме со тимот што го организира оваа емисија за неславните, дека сакаме баш да имаме ваков гостин. Сега од тоа што ми кажуваш, јасно ми е дека од овој спорт не се живее во Македонија. И дали може да ни кажеш повеќе? Додека во другите држави има луѓе што да речеме прават пари од овој спорт. Прават пари? Да. Еве како попознативе што се нели кого да спомнеме, не знам, Грузиецов, Леван, што е сега моментално првак во светов, или Девон Ларат, значи тие земаат пари, да речеме, они од тоа живеат. Значи за тоа живее и од тоа живее. Кај нас не може да се живее од тоа, така што ти мора да имаш друга работа. Да. Вака можеш да ни одговориш со што друго се бавиш? Па почнав сега со камион возење. Значи мора да имаш и друга работа што ти дефинитивно. Значи генерално вака ова ми е јасно, мислам ги кажавме најголем дел од работите за овој спорт и проблемите. Да. Добро, еве на крај некоја порака до оние кои што се двоумат дали да започнат, што би им препорачал? Нека почнат, нека пробаат. Ќе видат како се одвива спортот, ќе им биде интересно дефинитивно. Да. Добро, значи, може да те исконтактираат тебе? Да, слободно, мене или нашата група исто Arm Wrestling. Ќе ставиме овде во самото видео да знаат кај да контактираат. Има исто така да ги споменам дечкиве, има исто опремена теретана во Скопје, во Тафталиџа. Така? Мислам, и таму исто, значи кој од Скопје, кој сака да се ангажира со
нели со буткање да се занимава, може и нив да ги исконтактира исто. Супер. Да. Дојдовме значи до крајот на емисијата, но ние нашата емисија се разликува од другите што и не ги оставаме гостите вака сеансот на чаша вода цела емисија, па повели една чаша црвено вино. А и овој пат сме покреативни. И имаме нешто што на друго место не се наоѓа. Овде имаме пача. Домашна. Домашна. Повели, Кристијан? Фала ти. И еве, прибор имаме овде. Кркалево терло број 1, за следете ги на Инстаграм. И секако нема да си што празни раце, ова ти еден подарок од спонзорот. Фала ти. Сега чекај само малку, значи тоа беше од формалниот дел. Овде имаме и некое прашање. Сега мора малку и нешто да видиме што и како и дали знаеш. Дали си спремен? Ќе пробаме. Така е, добро. Вака. Инаку целта на овие прашања е малце да кренеме интерес и во некои други теми што не се толку многу популарни, па да почнеме од првото. Ti ne kaži da je svršeno već sve. Piši knesi da ja znadem, noću da ti se prikradem. Piši mi i ne ostavljaj me. Ова е од култниот филм Срекна нова 49-та. Сега се гледа пеачката овде, малце е помлада на самото видео. Ајде да видиме како знаеш, ај на здравје брат. Калиопи мислам дека. Да. Така? Што вика дечки да рече Калиопиова? Калиопе, точно. Калиопи, да. Да, и сега добро, имаме ние уште едно прашање. Зашто разговаравме? За комунистите. Зашто? За комунистите! А, Илко, Да. јас да ти кажам нешто. Тоа се комунисти. Знам бе! Не ја испуштаја тие власта толку лесно. Мене ако ми падне мрак пред очи, може се што да се случи. Еве, Ќе земам една дигалка и ќе ги испокрашам сите коли во гаражата. пијан будала. Ти со таја дигалка против сиот систем, Кај мене нема опат тропа. А јас кажувам в лице. Хоштаплери, преваранти, мафија, чиста мафија. Знам. Кум еден, кум два говна да јадат. Ме видеш ти знакањав на телевизија? те видов и чув. Епа, систем така се руши, малце по малце, гриц, јоп! Еден македонски филм имаме овде, бидејќи целта ни е малку и за културата да окренеме интересот. Овој човек мислам дека секој мора да го знае, еден од најдобрите македонски глумци. Мето Јовановски. Мето Јовановски нема. Татовирање. Куфер. Куфер празен. Добро, и сега тука ми пишале некој прашање од режија. Вика, ајде уште едно прашање за дечково на крај. Дали знаеш во која година е формиран хокејарскиот клуб Вардар и не случајно го имам ова прашање, тој бидејќи овде имало светско првенство во Скопје. Можам да проверам. Па провери, помош од пријател. Еви ги тука дечки во режија. Знае сега. некој? Една година после првенството, 69-та е првенството, следната Или година... до 70? 70-та. Па тоа е, брат, тоа беше тоа. Вака малку еден интересен дел, што го нема по други емисии. Проби слободно од пачата, фала ти што одвои време што гостуваше. Само за крај вака, дали имаш некоја крајна порака до сите што гледаат оваа емисија? Заборавивме, сакам да кажам за спортов, нели, за буткање на рака, дека нема граници, нема изговор, на пример, може луѓе, нели, да речеме со посебни потреби, сигурно сте го виделе видео во грузиецот со церебрална парализа што зема прво место, нели? Доста е популарен на Да, социјални доста. мрежи. Значи, нека не се двоуми никој кој е заинтересиран, значи не постои пречка или изговор за спортов. Така, завршиме со една убава порака дека ова секој може да го прави и секој може да има каква и да е спортска активност. Активност, така. А ако сакате буткање на рака, може да контактирате Кристијан. Поздрав од нас. Благодариме на сите оние кои што ја поддржуваат оваа емисија.
И благодариме што не следевте и имајте убав ден.